Штетите од пролетниот мраз да се пријава до 10 мај, апелира подрачната единица на Министерството за земјоделство во Струмица. Сите земјоделци кои сметаат дека имаат штети на земјоделските посеви, на овошните и лозовите насади, треба да поднесат барање до подрачната единица. Барањето се подига во подрачната единица, а земјоделците ќе имаат можност да добијат помош од вработените за потполнувањето на барањето и за документацијата што треба да се достави до единицата, информираа денеска од Министерството за земјоделство. Што се однесува до последните штети кои што во овој момент ние не може да кажеме точно колку се тие, особено кај овоштарниците и кај младите лозови насите, особено на повисоките предели, имаме измрзнување, меѓутоа процентуално тоа не можеме сега во овој момент да го кажеме. Очекуваме некои 10 на 15, може би 20% повторно да бидат пониски приносите во очукараните. Што значи, ако се земе во обзир зимата, која што беше доста студена, и овој период кој што не запати овој студен бран, може би штетите ќе бидат и до 50%. Земјоделците кои се со адреса на живење во Струмичкиот регион, а имаат штети на парцели кои се наоѓаат во други региони од државата, барањата треба да ги достават во подрачната единица во Струмица, од каде ќе бидат препратени до соодветна подрачна единица, каде што се наоѓа имотот на земјоделците. Оние пак кои што ги немаат решено имотно-правните работи и не се евидентирани во регистарот на земјоделски стопанства, може да достават барање до подрачната единица за имотот што го користат, каде ќе добијат детални информации. Земјоделците треба да ги остават личните документи и документи за докажување на сопственост или користење на земјоделскиот имот,